Предизборен театар или реален проблем во власта, што е позадината на последната кавга меѓу коалициските партнери СДСМ и ДУИ, што официјално почна по неуспешниот завршеток на седницата на која требаше да му биде одземен имунитетот на екс-собранискиот председател Велјановски. Заев призна дека постои проблем, ама вели ќе се решал. Овие слични слабости на функционирање кои што произлегуваат, веројатно се наше секојдневие, ќе ги решаваме, но не треба во никој случај да ги загрозат глобалните процеси кои што се важни за сите граѓани, за државата. Може би дел од објаснувањето лежи во последната изјава на пратеникот на СДСМ Зекири, синоќа во една од телевизиите на албански јазик, каде порача оти владата може и без ДУИ, односно дека на СДСМ не му требала ДУИ за да биде на власт. Извори во власта брифираа дека коренот на проблемот е во нискиот рейтинг на ДУИ, што не му оди во прилог на СДСМ пред председателските избори, која пак важи за прва партија меѓу албанскиот електорат. Од друга страна пак, СДСМ е далеку зад опозицијската ВМРО ДПМНЕ, според општите анкети. Дали од ова може да се заклучи дека Заев се обидува да најде начин за да се испазари со албанската опозиција, со Касами и Села, чиј рейтинг е повисок од на Ахмети, на сметка на елиминација на ДУИ. Од Алијанса за албанците за Алфа вела дека се отворени за разговори со било какви понуди, само за да се елиминира ДУИ од власта. Велат оти вреди да се разговара и договара со СДСМ, за ДУИ да се тргне. Затоа и тие и Беса калкулираат со објавување на нивниот кандидат за председател. Оти тој не би бил пуштен во игра, ако СДСМ побара поддршка од нив. Сепак, велат од Алијанса, чекаат понуда од Заев, иако таа значи збогување со ДУИ од власта, подготвени се да станат партнер во владата и заеднички да трчаат за председател на државата. Во меѓувреме и СДСМ калкулира со соопштувањето на кандидатот зад кој тие ќе застанат. Се очекува од вечерва да одлучуваат, како што Алфа веќе објави минатата недела. На Бихаќка не се сложиле со кандидатите за председател што намаса ги предложиле ДУИ, Теута Арифи и Абдулменав Беџети. По неколку дена се случи седницата во собрание за имунитетот на Велјановски, која Џафери револтирано ја прекина и мисијата не беше исполнета.